Здраво! Двете принцези од Натали Спасова. Па да, изгледа е. Ова овде е Маја, а ова овде е Неза. И не се вистински принцези. Па во книгата Маја само што полне 10. Значи и Неза има толку. Па во книгата токму тогаш се запознаваат. Така што на роденденот на Маја, мајка ја заборавила да ги испрати поканите и поради тоа ја однала двете убаво заедно да се поминат. И тогаш тур мајка ја се изборала на телефон, Маја ја видела Неза и отишла да се запознаат. Па во една смисла се различни, во една смисла се слични. Например, различни се што Маја е многу богата, а Неза е многу сиромашна. Маја скоро нема другари, а Неза има еден куп другари. Па, например, обете поминуваат многу малку време со мајките, обете немаат татко или така нешто, обете сакаат авантури и такви работи, се храбри. Како прво ми е една од омилените. А како второ, многу ми се свија што е напишано гледано од страна на децата. Раскажувачот. Па, во една многу стара куќа ќе најдат една мапа на скриено царство во шумата и ќе појдат да го барат. Не ви кажам. Па имаше и смешни работи, и убави работи, ама имаше и доста страшни работи, значи шума е. Затоа ми се свија најмногу, затоа што има среќен крај, се е како вистинско. Што на вистина ќе се случи. Сега, затоа што е напишана за деца така, нема тешки зборови сега. За крај ви велам да ја прочитате зашто е убава и некој возрасен да види како си мислат децата во такви моменти. Книгите што јас ги читам може да ги чита секој. Чао!